да ви покажеме дека лажните вести не се таму некаде, туку се и кај нас. Еве неколку примери од работи кои што ги заинтересира и македонската јавност, македонските граѓани во, да речеме, изминатава година. Земјотресот во Турција го следеа сите, буквално. На социјалните мрежи, посебно на TikTok, еден куп на видеа се појавуваа за тоа заробени луѓе под ручевините и така натака. Еден британски комичар објави видео кое што се гледа дека цунами доаѓа на кај брегот, по земјотресот на кај брегот на Турција. Првиот момент, само во првиот час, беше видено над 300.000 пати. Тој потоа виде, некој од коментарите му сугерираше дека видеото не е од Турција, туку се работи за цунами во Индонезија години претходно. Тој потоа објави уште едно видео демант дека му сугерирали дека тој проверил и навистина не се работи за цунами во Турција, меѓутоа таа негова објава ја виделе само 3.000 луѓе. Значи имаме 300.000 луѓе кои што ја виделе лажната информација и поверувале во неа, наспроти 3.000. Два медиуми во Романија пролиферувале лажни снимки, лажни вести, лажни информации за војната во Украина. Што е уште пострашно. Снимките кои што ги емитувале подоцна е утврдено дека се работи за снимки кои што се од видео игра. Во едниот случај на една романска телевизија, дури овие снимки биле коментирани во моментот од страна на бивш министер за одбрана и специјалист по војна технологија, ги коментирале овие снимки и зборувале за тактиката на украинските и на руските војници. Значи да повторам, снимки од видео игра. Дека не сме имали ниту ние на лажни вести, говорат и примерите што се од кај нас. Излезе информација дека некоја си грчка хакерска група успеала да го хакира Министерството за образование, па дури се појавува и снимки од видеокамера од вработени внатре како работат, одат навака натака, потоа Министерството за образование демантираше. Информацијата за мртви средношколци кои што се пронајдени во парк, кои што биле предозирани од дрога која што им била подметната во кафулињата со цел да се направат зависници и така натака. Оваа информација со москавична брзина се прошири низ целата македонска јавност, ја споделија и ладни и лјадници луѓе. Една од тие луѓе е и еминентна универзитетска професорка во Македонија. Уште еден таков пример е и информацијата која што целата балканска јавност ја загрижи, а тоа е убиството во основното училиште во Белград. Веднаш по информацијата дека сторителот е малолетниот Коста, излезе една фотографија од него каде тој ја држи раката како да симулира пиштоли. На фотографијата е странец, дете од Романија, кое што дури стасало и до него дека неговата фотографија се користи за да се илустрира масовниот убиец од Србија. Тој дури и направи видео во кое што ја информира јавноста дека тоа е негова фотографија, дека фотографијата е од пред 2-3 години, го докажа тоа пообјавувајќи и други фотографии од други агли и така натака. Дел од медиумите се извинија, дел ја избришаа фотографијата, бидејќи оваа фотографија се најде на сите медиуми на Балканот. Лажните вести се многу. Одговорност за нив има или нема. Како е кај нас?